Извршителите ја поддржуваат иницијативата на Народниот правобранител за законски измени и намалување на казнената камата. Ако одлучи државата да се менуваат каматите, ние ќе го почитуваме тоа. И ние бараме промени на законот за извршување, но заради практична примена што некои одредби ни создаваат проблеми на терен. Изјави председателот на Комората на извршители Ванчо Марковски. Според Ана Глигорова од Стоп за грабежот, за тезната камата треба да се отстрани од законот за облигациони односи и да постои само онаа камата која е на доверителот. За тезната камата или така наречената камата, казана камата, што всушност се поставува Народна банка на Република Македонија, кога таа би ја немало, кога би останало само договорната камата, кога би имало застарувањето веќе не би порастал повеќе од тоа што е. Че тука треба да се направи рез. Не е стварта во мали шминки. Во однос на ова прашање кое засега огромен број на граѓани министерот за правда Никола Тупанчевски денес изјави. Законот за извршување всушност не уредува ова материја. Ова е материја која што е дел од Законот за облигациони односи, а во моментов формирана е работна група, се работи на граѓанскиот кодекс, граѓанскиот законник, во кој што влегува и Законот за облигациони односи. Во таа насока сите сугестии од страна, дури од страна на Народниот правобранител, треба да бидат доставени до работната група, која што веќе постои, која што работи на измени дополни на Законот за облигациони односи и да биде постапено во зависност од целисходноста на предлозите. Инаку вчера Народниот правобранител сподели пример на граѓанин даден на извршител според кој долг од 2010 година од 6000 евра извршувањето почнало по 3 години. За овој период извршителот пресметал казнена камата од дополнителни 12.700 евра или двојно поголема камата од главниот долг.